Јас сум Ангела Нацела. Имам 9 години и сум четврто одделение. Денес ќе ви раскажувам книгата Демонот од училишната библиотека од Мореја Баникевиќ. Во оваа книга се зборува за авантурата на дружината, односно Зара, Инка, Борис, Отис, Мрклја и Забо. Главни ликови во оваа книга се дружината која претходно ви ја набројав, Демонот од училишната библиотека и Антонио. Дастаните се случуваат на крајот на учебната година. Исто така се случуваат во домот на Отис, во домот на Мрклја, на Зара и на Инка, кај барите, во старата библиотека и во новата библиотека. Демонот бил еден страшен злосторник кој живеел во старата училишна библиотека, која што била изгорена. Неговиот затвореник се викал Антонио. Тој бил единствената жртва за време на пожарот. Демонот го зел како своја слуга и му дал чај за Антонио да не расне. Неговите претходни заробеници биле Клара и Јане. Клара била убиена, бидејќи демонот, за да ја оживее својата жена, морал да убие 7 деца, односно да им ги земе душите за неговата жена повторно да оживее. Но Јане преживел. Стигнал до некаде 87 години, до тогаш тој напишал книга за следните заробеници да успеат да избегаат од таму. Мојата милена случка во оваа книга беше кога дружината се фатила во таа мамка. Демонот од училишната библиотека ги привлекал со загадки, кои тие ги решавале и наскоро стигнале до училишната библиотека. Тие се обидувале да избегаат од демонот. Ја нашле книгата која Јана ја пишувала. Во неја пишувало дека требало да најдат еден нож и со него и исто така и еден камен. Со каменот требало да ја погодат неговата жена или него. Тие, бидејќи биле демони, мразеле светлина. Светлината чим ќе ги погодела, тие требало да умрат. А со камата, децата треба да ја затворат вратата. И така тие ќе се најдат надвор. Децата се обиделе да избегаат. Дали ќе успеат да избегаат? Што ќе се случи понатаму? И дали Антонио ќе избега со нив? Доколку сакате да знаете, прочитајте ја. Демонот од училишната библиотека од Мореја Баникевиќ.